Владата подготвува драфт агенда со мерките и активностите кои треба да се преземат во контекст на евроинтеграциите, а кои ќе му бидат презентирани на еврокомесарот Јоханес Хан за време на неговата посета во Скопје во понеделник. Вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи пред денешната тематска седница на владата посветена на процесот на евроинтеграциите изјави дека целта е да се потврди силната волја за спроведување на реформите и да се искористи позитивната клима што се создаде, како што рече по формирањето на новата влада, на релациите меѓу Македонија и Европската унија. Овие неколку месеци се всушност месеци кои што владата ги има посветено на ЕУ агендата, па можам да кажам дека во наредните месеци имаме тематска влада за интеграција. Како што знаете дека статусот на интеграциите на Република Македонија во ЕУ според последниот извештај на Европската комисија е прилично недобар за нас, имајќи ги предвид сите слабости и институционални слабости кои што произлегува од самата криза низ која што поминавме, па последниот извештај укажува на уназадување на државата во однос на евроинтеграциите и добивме и условена препорака за започнување на преговори во кои што два основни услови беа реализирање на фер, кредибилни, прифатливи избори, како и реализирање на итните реформски приоритети. Првиот услов на некој начин беше реализиран со тоа што на 11 декември имавме фер избори кои што беа прифатени од страна на сите и тоа се рефлектираше во формирање на ново парламентарно мнозинство, нова влада, што ни отвара можност за адресирање на вториот услов, а тоа е итните реформски приоритети. Османи додаде дека мерките и активностите ќе се преземаат и за подобрување на климата во регионални рамки со оглед дека 3 држави од регионот наскоро ќе претседаваат со Европската унија, почнувајќи од Бугарија, потоа Австрија и Романија. Паралелно со агресивното адресирање на итните реформски приоритети, работиме на уште еден план, отстранување на политичките пречки кои што досега беа пречка на патот на интеграциите. Затоа утре патуваме во Бугарија, како што реков, земјата која што ќе претседава со Европската унија, за да бидеме високо на нивната агенда при претседавањето со Европската унија, меѓутоа и да ги решиме билатералните отворени прашања со нив. Затоа рамковниот договор е ставен во овие итни реформски приоритети, за да го затвориме уште едно прашање кое што е дел од нашата ЕУ агенда, за да потоа останеме на како единствено нерешено прашање, да го оставиме прашањето на името, емоционално комплицирано прашање за кое што ќе треба време во отстранување на предрасудите и во градење на мерки на доверба, за да не оставиме причина на нашиот пат кон ЕУ интеграциите. По средбите во Брисел, од страна на владата е формирана ад-хок експертска комисија која подготвува акциски план за тоа што може да реализира за да ги исполни очекувањата на меѓународните партнери.